Епа време е за бонтон. Ние како се наоружавме со бонтон, па ние ќе станеме докторки по бонтон, знаете вие? Докторки, и тоа можеме да држиме предавања кај сакате, само поканете ме, па ние за бонтон знаете ли колку многу работи знаеме, зашто се досега не сме зборувале, а и што сме зборувале. А што сме повторувале, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, туку ние бонтонот го применуваме и во пракса, во секојдневието, секаде каде што одиме, секаде каде што се среќаваме, секаде каде што треба да изреагираме соодветно, па се правиме по бонтон, да ви кажам, дури по бонтон испиеме. Толку сме фини, толку сме пристојни. Ма како од Финска, да бевме од Финска, немаше толку да бидеме фини, нели? Најфини на свет сме. Ова на што ли личеше сега, Валте? На палење, така, нели? И на самобендисан. Сте си го слушнале зборот самобендисан? Самобендисан е некој што толку многу се велича себе си, толку многу се воздигнува себе си, јас, па јас, па јас, 3 точки празни, па пак јас и никој друг на светот. Јас знам се, јас можам се, јас сум најфина, јас ме најубава, ма мојата коса, ама мојата гардероба, ма нема, тоа се квалитетно, тоа се супер, јас се најдобро правам, јас одам на најпроверени места, јас не се дружам со секого, јас ова, јас она. Уште кога ќе го каже некој првиот збор и јас, и кога секоја реченица му започнува со зборот јас е муабетот. Тој е на првото место и на второто и на третото, останатите ги нема, само тој и никој друг. Такви немојте да бидете. А вие никогаш со такви луѓе да не се дружите. И ако некој навистина е таков во вашето друштво, обидете се на еден малку поблаг начин да му објаснете дека фалбата е краста. Дека не е убаво да се фали, дека не е убаво себе си да се воздигнува и дека воопшто не е добро за неговото постоење и за неговата иднина тој да се воздигнува постојано себе си, бидејќи тој треба да почека некој друг да го пофали. Да речеме, Матеја треба да ја пофали некој друг, а не да ја фали мајка и татко или самата себе се да се фали, така, Анџела? Истото важи и за Анџела. Значи, Анџела нема никогаш сама да се фали, таа секогаш ќе почека некој друг да ја пофали. Тоа е вистинско признание и одлика за едно девојче кое не е самобендисано. Немојте ни вие, драги наши, да бидете самобендисани, немојте никогаш разговорот, диалогот или воопшто монолог, не верувам дека сами со себе ќе си правите, но во некоја непосредна средба да напнувате многу со муабетот. Јас знам се, јас можам се, јас сум најдобра, од мене никој подобро тоа не го прави. Бидејќи самобендисаноста може само да ги натера пријателите да се разбегаат од вас и да ве избегнуваат. И кога ќе сакате да се дружите со нив или кога ќе сакате да се сретнете, секогаш ќе наоѓаат изговори. Не можам, извини, навистина денеска имам многу работа и нема да можам да дојдам кај тебе, или навистина нема да можам еден подолг период, сум многу запатена. Тоа е поинаков начин за да ве одбегнуваат, односно да ви кажат помеѓу редови дека такви какви што сте, не сте баш многу пожелни за во друштво. Затоа, за да имате голем круг на пријатели, за да бидете добар пријател за кој што сите ќе такаат да најдат време секогаш и секаде, бидете добри, бидете љубезни, бидете пристојни и никогаш не фалете се сами себе си. Толку за самобендисаноста, ние продолжуваме со малку посериозни муабети. Чао!